solo una medaglia. Италијанскиот рапер Baby Gang никогаш повеќе нема да може да се врати дома. Во неговото ново музичко видео насилството и ужасот се во преден план. 20-годишниот уметник доби забрана за влез во својот роден град, Леко. Младиот рапер пак се однесува рамнодушно на оваа ситуација. Во видеото едно дете седи во скутот на Baby Gang и со раката прави гест налик на пукање кон камерата. Целото музичко видео е исполнето со сцени на насилство и оружја, вклучувајќи автоматски пушки како Калашников. Ова е приказната на Baby Gang. Во нормални услови, едно дете на 13 годишна возраст треба да расте во мирна и стабилна средина со своите родители, да се буди наутро и да оди на училиште, да игра фудбал со пријателите и да нема никакви грижи. Но ова важи само за нормални услови. За Сакарија Мохип, познат како Baby Gang, постоеле само две опции: улиците или домот за деца. Baby Gang останал со своето семејство само до 13 години. Потоа до својата 23-та година бил на улица. Од домовите за деца или бегал или бил исфрлан, а понекогаш завршувал и во затвор. Во едно интервју вели дека да најде храна не било тешко. Секогаш наоѓавме нешто за јадење. Вели то. Нему повеќе му значело да има брендирана облека како другите богати деца. Но никој не му го овозможувал тоа, па на млада возраст започнал да краде и да добива што сака преку насилство. Но знаете, Италија е земјата каде што мафијата има длабоки корени, па затоа не е безбедно место за преживување сам на улиците. Вели Baby Gang. Поради тоа тој формирал сопствена банда која станала вистинска единица за преживување. Бевме петмина. Понекогаш околу 7 часот навечер се собиравме на станиците, правевме кражби и наоѓавме начин да останеме живи, раскажува то. Од тој период најсилен спомен му е првата кражба на продавница. Еден ден сите се собравме и како и секогаш размислувавме како да заработиме пари и што да украдем. Секој даваше идеи, а јас реков: ајде да одиме во Торино. Тој ден ограбивме продавница за облека, ги наполнивме ранците до врв и добивме повеќе облека отколку што можевме да замислим. Можеби затоа во моите текстови денес зборувам за скапи брендови. Затоа што во минатото не можев лесно да ги добијам. На почетокот кражбите за него биле како игра. Додека другите деца си играле со водени пиштоли, тој држал вистински 7,65. Но животот на улица станал суров кога на 15 години бил фатен од мароканската полиција. Тогаш се почувствував колку сето тоа е вистинско. Вели Baby Gang. Полицијата не пронашла ниту оружје, ниту украдени предмети кај него, па само ги предупредила да не се оддалечуваат премногу од Торино. Но и покрај тоа, Baby Gang со својата банда останал уште 2 недели во Торино пред да го напушти градо. Од тој момент, секое лето или бил во притвор или во затвор. Тој вели: првиот пат кога влегов во затвор имав само 15 години и тоа беше во Болоња. Таму поминав 1-2 месеци. Потоа неколку пати завршив во затвор во Бекерие. Бегав, ме фаќаа, пак бегав и пак ме фаќаа. Сето тоа стана рутина. Во 2016 година Baby Gang се среќава со педагогот Дон Клаудио Бурго, кој работел со улични банди и деца во неволи. Дон Бурго првпат го запознал Baby Gang додека бил во затвор. Беше многу тивок и слаб, но кога зборуваше беше многу симпатичен. Ми рече дека сака да се интегрира во општеството и да прави музик. На почетокот не му реков веднаш да, но го прифатив за да го тргнам од улиците, раскажува Дон Бурго. По разговор со обвинителството, Baby Gang излегол од затвор и останал под надзор на Дон Бурго. Во 2018 година го издава својот прв сингл Street. Но и покрај тоа, продолжува да прави кривични дела, бидејќи музиката не му носела доволно пари. Во затвор не можеш да научиш ништо освен како да правиш криминал. Таму не те учат како да градиш куќи, туку како да правиш икрати, вели тој. По Street, Baby Gang издава уште неколку песни: Село, во која зборува за животот во затвор, Репина, каде што опишува кражба, Переноје, за бегството од полицијата, и Second Generation, каде зборува за неправдите. Сите негови песни носат одредена порака. Во 2021 година Baby Gang и Name S собрале 300 луѓе за снимање на музичко видео. На овие снимања биле поврзани разни кривични дела како навреди, насилство и незаконско поседување оружје. Дон Бурго еднаш бил запрашан зошто го извлекува Baby Gang од затвор, ако неговите песни поттикнуваат криминал. Тој одговорил: Baby Gang не го создаде криминалот, туку криминалот создаде личност како Baby Gang.
Во 2022 година Baby Gang и Сембе Леруј биле уапсени и добиле 4-годишна казна затвор, но на повисок суд биле ослободен. Тој истиот ден го издава албумот Месам и неговата вистинска музичка кариера започнува. Денес, на Baby Gang му е забранет влезот и одржувањето концерти во 4 града.